Подитно да се најдат алтернативни пазари за земјоделските производи кои што се пласираа во Русија и Украина, субвенционирање на придонесите за земјоделците, субвенционирање на ѓубривата и укинување на ДДВ за истите, зголемени субвенции во секој сектор и исплата на истите пред почетокот на реколтата. Мерката зелена нафта да важи за сите земјоделци и да биде без акциза и ДДВ. Ова се само дел од барањата на земјоделците кои што се собраа во Прилеп по цела Македонија на трибина со тема Спас на земјоделието во Македонија. Ние ќе се соочиме со глад ако земјоделците, верувајте, го напуштат производството ради овие скапи, да речам, цени кои што ни се случуваат секојдневно во нашето производство. Ова го бараме да си помогнеме заедно за да ја прехраниме државата. Површините што се обработуваат се многу намалени во последно време. Така да едноставно ние нема да може да произведеме храна да се прехраниме како нација. Значи ние немаме нити ресурси, нити потенцијал, нити капацитет да ги задоволиме основните потреби, не па за исто. Производителите на пшеница и сточарите велат дека ситуацијата во овој сектор е крајно алармантна. Луѓето не можат 50% да ги прихранат посевите. Што че немаме доволно и пшеница, како и сега што немаме. И сточарите се моментално во лоша состојба, поради што расна цената на пшеницата, расте и сточната храна. Ништо подобро не било ни кај производителите на грозје кои се соочувале со огромни проблеми. Што планираат откупувачите? Колку гројзе планираат по количина? По која шеќерност? И така да знаеме како да го кроиме лозито. Али до ден денеска, еве, нити министерот се јавува, не навика на средба. Земјоделците бараат и ослободување од концесија на државното земјиште, пашарина, наводнување и одводнување за 2022 година. Моментално цените на јаболкото во Преспа са 4-5 денари за конзумно јаболко прва класа. Значи, ние работаме со загуба од 5-6 денари. Го изгубивме пласманот со војниот конфликт Украина-Русија, значи сега имаме останато некаде околу 40 до 50.000 тона на јаболко, кои што немат алтернативен пазар и истите јаболка ќе бидат продадени за денар и пол. Сите овие барања ќе бидат доставени до владата, а ако за 3 дена земјоделците не бидат повикани на средба, се закануваат со големи протести.